Имавте една кратка средба со представници од Форумот за демократска Македонија. Како го цените се во ова како визија за понатаму меѓу диаспората и линкот со она што треба да се случува во Македонија, обврските, задолженијата, распределба на задачи? Па добро, еве, вечерва со представници на Форумот за демократска Македонија и тука во Малта. Драго ми е што ги има, гледам секаде низ светот. Она што е позиција и на владата генерално е дека диаспората е важен сегмент на Република Македонија и луѓето кои живеат и тука во Малта и во другите држави се линк помеѓу двата народа, односно народите во Македонија кои живеат и секако народите во конкретниот случај во Малта. Со Форумот за демократска Македонија имаме одлична соработка како влада и јас како министер и мојот кабинет верувам дека сите организации и здруженија во диаспората играат значајна улога во промоција на она што значи Македонија, традиција, култура, уметност и така натаму. Уште повеќе кога веќе сме тука во Валета, нели Валета оваа година 2018 е град европски град на културата и мислам дека е одлична можност и шанса и Форумот за демократска Македонија, меѓутоа и сите македонци кои живеат овде во Малта и работат, да го искористат како можност за промоција на Македонија во сите сфери. Дали како министер без ресор со задолжение диаспора, односно како влада, го имате предвид фактот дека Малта е во случајов еден мал феномен, единствена земја каде што толку многу македонци во последниве 2 години се слеваат во оваа држава, бидејќи таква земја во овие 2 години последни не постои никаде во свет. Малта е мала држава, да, и по популација и по територија и има огромна македонска диаспора тука, по бројките оние што ги слушнавме и што ги знаеме. Она што е важно да се каже дека Република Македонија и Малта имаат склучено дипломатски односи во декември 2016 година, значи пред нема ни 2 години, односно година и пол. И за овој период мислам дека е важно тие дипломатски односи кои ќе се развиваат во периодот, што идат на сите сфери и во области во култура, и во правда, и во образование и така натаму, сепак можат да се искористат диаспората која постои тука, која живее и работи, да биде уште еден, да го даде својот допринес во развојот на тие меѓудржавни односи. Тука сум практично наредните уште 2 дена, каде што ќе имам и средби со министерот за култура на Малта, министерот за образование и вработување, министерот за надворешни работи и токму прашањата и проблемите со кои се соочуваат нашите граѓани кои работат тука, ќе ги поставиме, ќе ги разговараме и ќе видиме можности за тоа како на тие луѓе да им го олесниме и животот и она што значи живот во Малта или живот во диаспора тука.